Некако вие ме заборавате цело време. Односно метката притвор се Па, сакам да се одбраната и произнесам. ова што ви дозволуваме сега да се произнесете е надвор. Да, ќе се согласам со мојот адвокат, ќе зборам погласно да ме слушате и вие јавноста, поради тоа што можда подкренам ова сената. Поради тоа што вие се обративте на јавноста при изрекување на оваа пресуда со начелото на транспарентност. Поднос на призорот ќе се согласам, да. Јас овој ден ќе го прогласам као ден на политичката кампања во Македонија, донесовте политичка пресуда. Значи, односно пресудата можете да спорувате... Барите рекетирани во оваа Македонија, барите и кај Зоран и Вице Заеви, некај Бојан Јовановски. Поднос на притворот, знам. Ако зборува по притворот, добро. Ако зборува по притворот, добро. Кажете поднос на притворот. Ако планирате да зборувате поднос на одлуките, тоа можете во жал да го направите, а не од тука. Тоа знам, не учите цело време. И па никако да научите. Ајде. Ама тоа значи сте имали пресудата и притворот. Ќе ме бркате насилно или ќе ме оставите да зборам? Ако зборувате за притворот, ќе сидите, ако не, излизате. Сметам дека притворот кој што ми беше определен, беше тенденциозен, сите овие месеци беше покажан и докажан и од ваша страна, дека се работи не за обелување на правосудниот систем, туку преку мојот притвор се покажа илиус, односно не сврзани садови, туку сплеткани Значи, среда. ако имате да кажете Барам, што поради што треба да се укине притворот, повелете. нема да се дадам во бегство, едва и го чекам 1 јули, едва чекам да достави адвокатот доколку е тука, ќе ви молам адвокатот, дайте го поднесокот. Едва чекам да дозволите да отидам во јавното обвинителство овие денови, да ги пријавам сите кривични дела, за сите вистински сторители на кривични дела во оваа земја, доколку ми дозволите ќе ви го дадам ова ден. На крајот. На крајот? Можете да со притворот не. Знам дека ќе ми го продолжите притворот, поради тоа што така ви е наредено. Ви благодарам. Ајде.